Хоророт и голготата за породувањето на младата родилка кој од радосен настан се претвори во невиден кошмар со фатален крај за новиот живот, ја дигна на нозе целата јавност. Лично споделеното потресно сведоштво на 24-годишната мајка, инаку адвокатка по професија, за непрофесионалното и дрско однесување на една од докторките, фрли нова темна дамка врз онака распаднатиот здравствен систем, на што реагираа дури и некои од македонските еминентни лекари. Некои од болниците во државата се сериозно стигнати до воведување принудна управа или катанец на капијата. Оставки и поставување други директори нема да ги реши проблемите. Стануваат опасни за опкружувањето, напиша на социјалните мрежи доктор Андон Чибишев од Скопска токсикологија. Граѓаните пак со својот револт и гнев одат многу подалеку. Илјадници коментари се пишуваат по социјалните мрежи кои се главно лоши, па дури и морбидни искуства. Сочувство, таа докторка пред 3 години истото го направи и со моето бебе, а сега исто и на твоето. Ова е неиздржлива болка. Викторија, не ја прави истата грешка како мене. Докажи ја вистината. За твоето и за сите деца кои починаа од лекарска грешка. И мене пред 6,5 години ми го пукнаа водењакот и со вакуум насила ми го извадоа бебето. И мене ми се качуваа на стомак и се дереа како ненормални. Истото го поминав. Ужас. Се самодел од лавината коментари на социјалните мрежи. Инаку вчера, младата мајка за прв пат се огласи по трагичниот настан, кога напиша трогателно сведоштво за тоа ништо поминала, обвинувајќи за партиски препукувања, ривалство и неспособност на докторите од Битолската клиничка болница. Кревајќи ја болницата од болки и молев за рез, уште 2 часа господјата која што веднаш после смртта на моето бебе си замина на одмор и не се појави на ниту едно сослушување, која тврдеше дека не учествувала во мојот пороѓај, иако таа ме искасапи и животински ми скокаше на стомакот, ми се смееше и ми рече: ако не ти се бендисуваме ние, оди си во плодност. Удирајќи ме во стомакот, на кој што се уште имам траги, насилно ми го извадовте бебето, кое никогаш не успеав да го видам, напиша несреќната Викторија. Од друга страна, засега, ДСЗИ пронајде само административен пропуст кај дежурниот лекар кој прв ја примил на преглед, а кој не учествувал во фаталното породување. Овој лекар го призна пропустот и изјави дека е подготвен да одговара за тој пропуст, но при тоа отфрли секаква вина за негова лекарска грешка. Телото на починатото новороденче е предадено на обдукција, а несреќното семејство Крстески најави дека потрагата по вистината ќе ја тера до крај.